Почитувани граѓани, вработени во државната и во јавната администрација, господин заменик министр, на почетокот по втор пат и оваа година ви укажувам дека имате техничка грешка во закон. Значи, законот за администрација е во тек, има сега јавна расправа, но согласно позитивните законски прописи во Македонија има државна и јавна администрација, а не само јавна администрација, како што пише во законот. Или сега можеби можам да ви поставам логичко прашање како што сте ја направиле таа техничка грешка, дали на државната администрација ќе се зголемат платите, а не како што пишува во законското решение јавната администрација, но еве ќе поминам на текстот на законот. Господине заменик министр, како сте се наведнале во фотелјата, да не ве фати камерата, немате аргументи. Вчера ве гледав како се потевте, како од петни жили сакавте на пензионерите да ја објасните зошто оваа реформаторска портокалова влада, која што нели на граѓаните им продава портокалова револуција, дека тече мед и млеко во Македонија, токму на најголемите поддржувачи на ВМРО ДПМН и пензионерите, со закон им го кинавте законското право за усогласување на пензии. Значи, од тој факт не може да побегнете. Се потевте, се мачевте да објасните, не ви држеше никако. Значи, пензионерите во Република Македонија мора да знаат дека наредната година за некаде околу 1,7% ќе имаат помали пензии, а инфлацијата ќе биде 3,2%. Трошоците на живот ќе бидат покачени. Реалното зголемување кој што ќе го добијат нема да ги покрие основните трошоци, оние кои што ќе бидат покачени. Тоа е политиката на ВМРО ДПМН. Сега истото се случува со платите во јавната и во државната администрација. И имате, знам, многу неблагодарна позиција сега во овој момент. Вие сте представник на ромската етничка заедница. И јас мислам дека вие добро се водите вашата работа. Ама е фер, бидејќи вчера имаше дебата околу ромите, да излезете од оваа говорница и на ромите вработени во државната и во јавната администрација, овде јавно пред камерите да им кажете дека тие што се вработени, а се роми во јавната и државната администрација, заедно со сите вработени во јавната и државната администрација, нема да го добијат покачувањето кој што го вети Никола Груевски. Вие, господин заменик министер, одевте со Груевски во вашата изборна единица и велевте го гледате овој човекот што стои до мене. Најголемиот реформатор е тој, ветува дека ќе ја качи платата на државната јавна администрација. Вие тоа го поддржувавте. Сега е фер да кажете, нема, сме ве излажале. Зошто Груевски 5 пати, 5 години поред ги лаже вработените во државната и јавната администрација? Почитувани вработени во државната и јавната администрација, не ги слушайте пратениците од опозицијата кога велат дека премиерот Никола Груевски во името на ВМРО ДПМН по 5 пат ветува, заедно со вас, господине заменик министер, со министерот и со целата влада, дека платите на државната и јавната администрација ќе бидат покачени. Или како што тој вели во неговата изјава, 2012 за 5%, 2013 за 5% и замислете 2014 за фантастични 10%. Сега се враќам на тезата, не им верувајте на пратениците од опозицијата, туку сите вработени во државната и јавната администрација. Ке ве повикам да го отворите сајтот на sitel.com.mk, значи повторувам sitel.com.mk, омилената телевизија, каде што изјавата на премиерот Груевски одеше тонски во дневникот на Сител телевизија во 19 часот, каде што пред сите медиуми го изјави следното: се работи за наше изборно ветување, што го има и во нашата програма, и партиска, и владина. Значи и како партија лажеле, и како премиер на владата лажел. И Никола Груевски, и сите вие под парламентарното мнозинство кои што го поддржувате. А тоа е дека ние во точно одредени рокови ќе направиме зголемување на платите во јавната администрација. Тоа е наше изборно ветување, заради кое меѓу останатото граѓаните ни дадоа најголема доверба. Значи, замислете што вели премиерот. Заради тоа што граѓаните ни дадоа најголема доверба. Деме, колку повеќе ги лажеш граѓаните, толку поголема ќе биде довербата за Никола Груевски и ВМРО ДПМН. И затоа уште еднаш ве повикувам, по трет пат, почитувани вработени,
во државната и во јавната администрација. Погледнете го сајтот citel.com.mk, во вестите во 19 часот и видете атонски изјавата на премиерот Никола Груевски, кој што се фали дека во 2012 платите на државната и јавната администрација ќе бидат покачени за 5%, во 2013 за 5% и господине заменик министер за труд и социјална политика во 2014 фантастични 14%. Ајде сега ве повикувам, потврдете оваа изјава на премиерот Никола Груевски. И денес, почитувани вработени во државната и јавната администрација, вие кои што го поддржувате ВМРО-ДПМН, треба да знаете дека за некаде половина час пратениците на чело со Силвана Бонева, Александар Николовски, Дулич, Кенан Хасипи, Пачемски, сите овие што ги гледам тука неколку мина присутни, Светлана Јакимовска, ќе изгласаат закон со кој што на вработените во државната и јавната администрација нема да им се покачат платите од пред проценти, како што вели премиерот Груевски во неговата изјава, дека граѓаните најголемата дојорба за ВМРО-ДПМН Никола Груевски ја дават, затоа што тој во името на ВМРО-ДПМН не лаже, под наводници, туку го реализира тоа што го ветува. Он вели, ветуваме, исполнуваме. И затоа уште еднаш, по четврт пат, почитувани вработени во државната и јавна администрација, ве повикувам да го посетите сајтот citel.com.mk и да ја погледнете изворно изјавата на премиерот Груевски. Уште еднаш ќе му ја цитирам дека се работи за наше изборно ветување, што го има и во нашата програма, и партиска, и владина, и тука ќе заклучам. Значи, Никола Груевски и како партија лажел, и како премиер на владата лажел. И ја излажал државната јавна администрација. И тука, господјо Анова, сакам да ви дадам одговор на вашата забелешка, како тоа ВМРО-ДПМН во континуитет победува. Еве како. Еве како победува. Одите ги лажите луѓето на терен. Премиерот лаже безобразно пред медиумите, вие одите на терен ги лажите луѓето. Така се добиваат избори. Владко Ѓорчев многу добро знае. Со покер апарати, секое второ семејство имало во Маровско во третата изборна единица, по еден покер апарат, си переле пари, сите пари испране биле вклучени во манипулации изборни, купување на гласови во третата изборна единица. Тоа што буџетот бил оштетен 36 милиони евра, тоа нема никаква врска. Важно е да се вети, да се добие гласот и после тоа пупу не важи. И затоа имате вакви белосветски противи како другарот на Ставревски, на Груевски, махараџата со брата Рој, кои што ветува, не знам, инвестиции од 300, 400, 500 милиони евра. Господ Јанова, сакам да ве подсетам. Зошто ги добивате изборите? Се сеќава ли некој во Република Македонија на Џон Парк Рајт? Другарот на брат му на Фидел Кастро. Дали некој го памети овој човек? Значи, премиерот Никола Груевски со каубојски шешир, Џон Парк Рајт, кој што ќе донесеше 20.000 говеда во Република Македонија. Ама тоа беше за земјоделците. Така ли, господине Малиша Станковиќ? Субвенции во земјоделието, инвестиции во земјоделието. Еве го тој Џон Парк Рајт, што ќе донесеше 20.000 говеда во Република Македонија. Гледате, шеширите им се идентични. И на Никола Груевски, и на овој Џон Парк Рајт. Кај се говедата? Никаде ги нема. Ама излезе премиерот Груевски, 5 пати поред вели, ќе ја качам платата на државната јавната администрација. Па зошто да не гласам? Па зошто да не гласат луѓето за ВМРО-ДПМН? Одите на терен, ги лажите луѓето. Почитувани вработени во државната и јавната администрација. Сакам да ви кажам неколку факти зошто владата се одлучи под 5-ти пат да не ви ги покачи платите. Тие ветуваните 5%, господине заменик министер, и оние за 2014 10%. Па сите пари отидоа во Италија, во леарниците во Италија. И кога ќе го видите ревизорскиот извештај од општина Центар, на вас пратениците, јас сум убеден да ви се крива косата на главата. Само од неколку споменици имате разлика од 8 милиони евра. Целиот проект Скопје 2014 и тие 500 милиони евра, Господ знае по кои джебови отишле парите. Затоа нема плата за државната јавна администрација. Ама бидејќи следат избори сега во март и во април, председателски, вие почитувани вработени во државната јавната администрација,
вели нашиот народ, така ли господине Кенан Хасипи, бујрум, гласајте си за ВМРО ДПМН, очекувајте го месец октомври, кога по 6-ти пат во декември ќе излезе премиерот Груевски и ќе можете пак на www.sitel.com.mk да му ја погледнете некоја идна изјава дека оваја година заради нели сега светската економската криза во Македонија платите на државната јавната администрација тогаш немало да може да бидат покачени. И сега кога ќе направите споредба што се случувало во општина Центар и сите овие лаги за Субрата Рој, Џон Парк Рајд и така натака, и сите будалаштини, и оние 8 милиарди евра инвестиции, еве господја Сузана Анова, како доаѓаме до изборните резултати. Вие го поставивте тоа прашање на јавна цена, ама вие треба да се срамите. Значи, во конкретниот случај, не ви држат тезите и на вас и на заменикот министер, кој што, гледам, се повеќе и повеќе се навалува во својата фотелја да не го покаже камерата како се срами, затоа што не може јавно да објасни зошто на платите на државната и јавната администрација нема да бидат покачени оваа година по 5-ти пат. И не можете да побегнете изјавата, ви ја цитирам, имате шанса уште 2 минути. Отворете го сајтот www.sitel.com.mk, погледнете изворно изјавата на Никола Груевски. И зошто, господине заменик министер, еве за вакви законски решенија не правите групни фотки во владата? Зошто средствата кои што сте ги потрошиле за рекламирање, од типот на рекламите, отвори го срцето, отвори ја душата, читај книги, не пуши, не абортира и така натака. Ете го почитувани вработени во државната јавна администрација. За овие 4 реклами се само потрошени 4 милиони евра. Тамо се парите. Нешто во Скопје 2014, нешто преку рекламите, нешто преку вакви белосветски протови како Џон Парк Рајд и Субрата Рој, овој другарот на Ставревски на Никола Груевски, што ќе инвестира 300 милиони, а му дадовте пасош и државјанство на неговите синови, а владата во Индија им забрани, или точно на него му забрани да излегува од Индија. На таков начин ги испумпувате средствата, одат во приватните джебови, на пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата не им фали ништо, влакно на глава не им фали, сите се подмирени, од првиот ред до последниот ред. Ама затоа пари за државната и јавната администрација нема. И затоа тука ќе завршам, бидејќи ми истекува времето. Уште еднаш сакам да кажам. Затоа во Македонија умовите ни бегаат. Затоа во Република Македонија се вадат бугарски пасоши, луѓето бегаат од Македонија. Затоа до сега има околу 60.000 бугарски пасоши земено, луѓето бегаат по светот. Од овие 60.000 луѓе и од оние 470.000 иселени македонци по белиот свет, само колку има доктори на науки, магистри, високо образован кадар. Луѓето ни бегаат, а особено во ваја предходната 2013 година само 6.500 луѓе земале бугарски пасоши. Бегаат, бре, заменик министер, од Портокалова револуција, од убајните во Република Македонија. Бегаат луѓето, бараат подобар живот. Оваа Портокалова револуција се сведува само на лаги и манипулации. Тука лежи одговорот. Веројатно, конечно, граѓаните во Република Македонија ќе се освестат, вклучително и јавната и државната администрација, на кого го даваат гласот за изборите. Не се продавајте, граѓани на Република Македонија, за 500 денари, за 1000 денари. Не се продавајте вработени во државната и јавната администрација за вакви лажни ветувања што ги прави Никола Груевски, дека платите ќе ви ги изголеми 5%. 5 години ве лаже, 5 години го поддржувате. Дефинитивно, конечно, треба еднаш да му се стави крај на оваа лага. И тука ќе завршам, не случајно ние како партијници од Нова социјалдемократска партија побаравме промени во членот 21 во Уставот. Секој оној кој што ќе лаже безобразно на изборите, да му се одземе правото на избори да учествува во такви измени на Уставот, Никола Груевски ВМРО ДПМН никогаш не би се појавиле повеќе на избори.